Денеска на пресконференција на стартот на градежната сезона, градоначалникот Александар Панов најави низ за асфалтирање и решавање на комунални прашања во градот и селата. Меѓу другото, во изјавата за медиумите наведе дека зад актуелната локална власт се низа проекти од оваа сфера, значени за градот и општината. Се работи за регионални и локални патни правци, но и улици во градот. Во интерес на запознавање и подсетување на сите оние кои што позаборавија, да спомнам уште неколку патни правци, регионални патишта, локални патишта кои што ги завршивме во изминатиот период. Оттаму би сакал да подсетам дека со помош на владата на Република Македонија го реконструиравме копнето патниот правец Кавадарци Мушов гроб до Мушов гроб, секако со помош на бизнис секторот. Во изминатиот период беше реконструиран, односно комплетно искрпен и потегот од Мушов гроб до селото Мрежичко. Остана таму уште еден мал дел, а тоа целото Мрежичко, преку Свети Петре до селото Рожден, кое што се надевам дека во наредниот период од неколку денови или месец ќе биде комплетно реконструирано од страна на Македонија пат. Исто така би сакал да ја подсетам кавадарчката јавност, меѓутоа и опозицијата, дека во изминатиот период се заврши комплетната реконструкција на патниот правец Страгово, Ладно Долче Страгово и поголемиот дел до Крњево. Останаа таму уште 400 метри кои што се надевам дека во текот на оваа година ќе ги дозавршиме. Ако го сте на овој правец, би сакал исто така да подсетам дека комплетно го реконструиравме и го проширивме патот од селото Крњево до селото Бохула. Морам да подсетам, бидејќи луѓето забораваат, ај најмногу опозицијата, тоа дека минатиот период го проширивме и го реконструиравме комплетно патниот правец од Кавадарци до селото Ресава, а со дополнителна ургенција и дополнително обезбедување на финансиски средства од страна на владата на Република Македонија, ваквата реконструкција продолжи и до селото Бегниште. Истото тоа го направивме со помош на владата и со помош на локалните средства и за пристапниот пат до селото Фариш и за пристапниот пат до селото Грнико. Морам исто така да подсетам и тоа дека во изминатиот период од неколку месеци или година се интервенираше и на влезовите во Кавадарци, а најевидентно е на улица Шишка, односно патниот правец Марена Глишич па до Кавадарци и пристапните, односно влезовите на градот од Дрекселмаер до Кавадарци и од патот до депонијата до влезот на Кавадарци. Ова исто така представува едно мое обраќање или дел од пресконференцијата во кое што сакам кавадарчани да ги подсетам на тоа што работевме во изминатиот период. Секако не ги спомнав и другите улици кои што ги работевме во градот, меѓутоа да подсетам и да повторам дека ова е една од најголемите инвестиции во последните 25 години кои што се памтат. Да се надоврзам и на претходните пресконференции, сакам да ги повикам нашите пријатели од Социјалдемократскиот сојуз да испаднат на терен и да покажат што тие сработија во изминатиот период кога беа дел од централната и локалната власт.